На 19 јуни во Брисел, Европската агенција за безбедност и здраве при работа беше домаќин на конференција насловена "Кога големината е важна", во насока на подобрување на безбедноста и здравето при работа во микро и мали компании. Фокусот беше насочен кон дополнително развивање на практични решенија, стратегии и политики за поуспешно имплементирање на безбедноста и здравето при работа на европско ниво. Беа споделени наоди преку програма Сезам, која веќе 3 години ги завршува своите истражувања, како и идни насоки за иновирање на нови модели. Македонското здружение за заштита при работа, како фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здраве при работа, имаше свој представник, господин Коста Петровски, кој ќе ги сподели неговите впечатоци. Имаше повеќе наводи кои што беа важни, меѓутоа би ги издвоил, да кажам, фактичките информации, преведени во бројки, дека во Европска Унија, во членките на Европска Унија во државите, малите и микро и малите предпријатија дури се содржат една неверојатна бројка од преку 50% од вработените на сите тие држави и дека учествуваат со фантастични над 85-95% во сите активности во смисол на бизнес, трговија, производство, услуги и така натаму, што укажува на една огромна бројка на вработени, кои што се засегнати од сите овие вакви активности, вклучително и БЗР активностите, меѓутоа се прилично дисперзирани во смисол на локација, на опфатеност со некакви програми кои што дури и во оваа сфера, во минатото време, во главном се фокусирали на големите и, ајде да кажам, светски познатите компании, рачунајќи дека кога ќе се применат добрите пракси на веќе применетите искуства од некои други сектори или од некои други држави, прво треба да се почне од најголемите ентитети и истражувањето во продолжение на сето тоа, истражувањето на тимот задолжен за колектирање на податоци за примена на или не соодветната примена на БЗР во сите тие држави, укажува дека тој фокус кон големите компании има предизвикано одредено запоставување или денасочување, неправилно насочување во еден сектор кој што е сериозно голем. Така што идејата е да се насочи што е можно повеќе во иднина фокусот на вниманието точно кон микро и малите предпријатија. Имаше голем број на присутни, дали тие пренесуваат учесниците своји искуства, своји практики во своите држави, дали таму проблемот како и кај нас, микро и малите во трка за поголема моќ, за поголеми пари, некако го одбегнуваат безбедност и здраве при работа или некаде на крајот на целите. Вака, учесници, го тргнеме таму учесници, беше пријавена некоја бројка од цирка 100 од сите европски држави, буквално од сите европски држави, не само членките на Европска Унија. Во интерактивните сесии, кога веќе дојде аудиториумот до збор да може веќе да поставува прашања, многу брзо се стигна точно до еден заклучок како што е во прашањето ваше, дека не баш некој може да се пофали со веќе решени големи проблеми или имплементирани веќе некакви решенија, него напротив, точно се покажа веќе на стартот на дискусијата во вториот дел од денот, кога отворено веќе почна да се разговара меѓу предавачите, истражувачите и целиот тим кој што беше задолжен за веќе колектирање на нови искуства, дека секаде се случува прилike една иста реакција на малите и средните, на микро и малите предпријатија, дека точно се борат меѓу потребите за својот успех во бизнисот, поддршката од другите заинтересирани страни, дали станува збор за општеството во смисла на државата или до менталитетот на вработените или менталитетот и искуствата, како и искуството на
собствениците или главните менаџери на компаниите, за да многу брзо дојдеме до еден заклучок дека со исклучок можеби на скандинавските земји, каде што инспекторатите се прилично добро упатени во целата своја улога, знаење, примена, како и нормално санкцијата која што може да ја применат во своите активности. Сите други се соочуваат и во другите држави со истите предизвици. Значи, не ставање на БЗР активностите во овој тип на компании, гледано спрема големина, како приоритет. Тешко се наметнува вниманието дека тоа треба да биде меѓу приоритетите. Така што веќе и во оној дел, да го поврзам веќе со најинтерактивниот дел на конференцијата, која бевме поделени во работни групи за евентуален брейнсторминг, гласно размислување на сите вклучени на 6 различни теми кои што беа поделени за секоја група, со обид да се дојде до можеби почетни првични предлози за нови модели на примена и подобрување на веќе постоечките кои што се познати во различни сектори или во различни држави. Едниот дел од презентацијата, во која што беше заменик министерката за труд и социјална политика на Бугарија, и присутна како представник од земјата предавач во моментот со Европската Унија, со нивниот прилично позитивен пример од делот каде што веќе надминале одредени препреки во смисол на комуникација меѓу заинтересираните страни во примената на БЗР, и презентацијата беше како финален дел од конференцијата на нивниот модел и резултатите кои што имаат успеано да ги постигнат. Во Европа се идентификуваат широк спектар на примери за добра практика, насочена кон подобрување на безбедноста и здравето при работа во малите и микропредпријатија. Но од која држава би издвоиле? Австријскиот модел, кој што предизвика интерес, во кратка форма кажано, значи следниот начин. Во неколку чекори имаат постигнато групирање, односно членување во асоцијација на сите тие предпријатија, вредни по големина, броени во микро и мали, кои што со своја контрибуција во секој смисол на некакви минимални ресурси, но и со поддршка на општеството, значи на државата, е формирана една агенција на исклучиво искусни кадри, која што брои преку 200 луѓе работени во таа организација од различни сектори. Тие за своите членови, за микро и за малите предпријатија, обезбедуваат бесплатна услуга до ниво на имплементација на основните БЗР стандарди само заради членството во таа асоцијација. Зошто? Затоа што го приметиле еден од главните фактори кои што беше истакнат од повеќе представници, дека финансирањето на примената е една од главните пречки за да се наметне чувството на облигација кон БЗР активности. Продолжуваме и понатаму, доследно да ве ги пренесуваме информациите, случувањата и искуствата од Европската агенција за безбедност и здраве при работа како нејзин фокал поинт за Македонија.